Ladies and gentlemen, добро кажа убаво Ed Sheeran. Никако. Да стисне на плей. Ајде стисни да видиме. Иренче со нас. Ајде, иде го текстот. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Тебе те чекаме. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I. Ето се сите емисии вака како денес. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Доста беше. Какво добре дојде. Леле, Иринка. Најво. Леле, какво женско друштво сме погледната. Види, леле, црекиња се. Не се случува. Да, баш заради тоа што Да, се ви знаеш беше колку пати со случено. Цица се имаме искоментирано Цица. Се сме некако машко-женска Да. комбинација, никогаш не сме биле заедно, па иве сега да го искусиме. Да ги пратиме момциве на одмор и да Може. поработиме вака Слободни ние. сте, момци. Иренче, добре ни дојде во најубавата емисија за нас. Добре ве Заради најдов. тоа што знаеш дека славиме еден преубав јубилеј, многу сме срекни што 365 денови, не се 365, но горе-долу Условно се, кажано, да, така. Цела година сме на во телевизискиот етер и навистина ни е многу драго што денеска на 2 мај ќе бидеш заедно со нас. Имаме убав повод да си кажеме прогноза, сите не Така, интересира. прво среќен роден ден. Благодариме. Нека ви се Многу. множат годините и И да се ретко враќа. стете, не сте малце, сепак сте четворица, да бидете вака заедно. Сплотени. Баш Апсолутно. те како едно, сите различни. И така функционираме и претпоставувам дека и гледачите може да го воучат тоа, убава бидејќи енергија. апсолутно си функционираме баш како еден, си помагаме, си се она што треба за да функционираме како еден добар тим. Така се чувствува тоа и пред. Да. И зад екраните. камерите, ти барем имаш можност тоа да го гледаш секојдневно. Така. Пред малку имавме Гоца, зборувавме за најголемата спортска манифестација, нешто што и тебе ти е празник, заради тоа што веќе колку години поред Го си на трчаш. Скопски маратон? Па 4-5 години. Браво. И Тоа не е за- меѓу случувања што има, да. Ете така, кога да. можам учествувам. Мислам дека нема некој кој што ни го интересира каква време ќе имаме пред се оваа работна недела или конкретно во недела на 7 мај за Скопскиот маратон. Кажавме Така. ние претходно дека сонце многу и не е баш добре дојдено за луѓето Па кои што фино е ќе како што трчаат. беше така. пример во неделата сега, имавме баш променливо облачно нешто, посвежо време, фино би било да биде така, но нема. Ќе биде нешто наликетен, но не толку свежо би рекла. Сепак ќе биде топло за оние кои што трчаат, за оние кои што трчаме ќе не биде топло, особено оние кои што ќе ги фати веќе пладне. И инаку мај не очекува прилично променлива временска состојба, како во поглед на температурите, така и во поглед на врнежите. Ево овие 2-3 дена имам исклучително топло време. Денес па и утре се очекува во делови од земјава и 30 на степени, што е навистина. Ние са Бајлево многу коментиравме топло. во канцеларија, Надпросек за топло овој е период. веќе, да. Да. И сега веќе петок, сабота се очекува малце да се повлекува, да почне да се повлекува овој бран. Има и анимации некои што може да ги Може да пуштиме, да се видиме пушта, како се така. движи сето тоа во следниве па 16 на дена. Овој бран ќе почне малце да се повлекува, што значи петок, сабота и недела ќе имаме за некој степен пониски температури. Сепак не претопло, затоа што за трчање дефинитивно е многу топло, Тоа не е овие баш 30 времето не е степени. таков пријател на Така што веќе недела ќе биде околу 20, што е пристојно топло и подносливо, не е претопло. А се очекува и околу пладне, значи конкретно сега за во недела зборуваме. Околу пладне се очекува да има и нестабилност, не некоја количина на дожд, но како што рече облачно, Гоца преска, претпоставувам. токму освежување онакво какво што ни треба, да не биде нели претопло и веќе околу пладне мало освежување со слаби врнежи од дожд. И веќе од понеделник има и продор на нов студен бран. Повторно имаме заладување, кое што ја фаќа цела Европа. Ама предпоставувам не големо. Па во споредба со денешниве и утрешните температури, како што реков, негде 30 на степени, значи можеби 15 на пониски. Што значи баш ќе засвежи, а бидејќи 15 на јас мафтам малку Ако 15 роден, на да. помалку. Од Да, 30 да. значи на 15, некако така За логично си жал, го во сваќам. последно време имаме многу често температурни шокови. За кратко време спуштање па качување на Да, температури, претходни години бар не се сеќам Нормално е да толку бидат често не луѓето било тоа. метеопати и да се жалат на главоболки и токму заради Па во промена. последно време да, очигледно е. Ме вртат коски, па ќе често врне, тоа, па да, нешто. па не само кај луѓето, Да, и боли кај од времето. растителниот и кај животинскиот свет, сето тоа се чувствува. И понеделник, како што реков, вторник, среда ќе ни потрае ова заладување, но освежување би било, не толку Колку заладување, време отприлика Иринка ќе па трае? ден, два, три ќе потрае, веќе во Следниот викенд практично ќе се оправи. Не следниот, ден, два, три ќе трае, значи од кај 11 мај
се очекува да има па топол бран. Повторно. Значи ова стоплување. топло ладно, не знам што. Времево што ни прави си И дури игра од играчки со 11 нас. се очекува да имаме и стабилизирање на времето, пошто сега ќе биде променливо, ќе имаме нешто слаби локални врнежи од кај 11, стабилен период и топол се очекува и веќе вајда конечно. И конечно ќе си фати стабилизирање на времето, така да. Ќе ги очекуваме ли оние баш топли бранови во смисол кога кажувам на топли над 30 степен Целзиусов конкретно во мај или нема да има таков бран? Па се очекува, како што реков, после 11 и може пак сега над 30, не знам дали баш ќе качува, но околу 30 ќе биде. Значи пак ќе биде исклучително топло. Еве да овде може да се види, има движење токму на овие топли и ладни воздушни маси. Ево ова е моментално што се случува. Југоисток и југозапад се исклучително топли, значи Балкански и Пиринејски полуостров. Но еве веќе ова е од понеделник, кога иде тој студен бран. види. А еве го студениот бран што ни доаѓа од понеделник. Баш и Македонија зафаќа, еве и Грција до доле се спушта баш. Но ден, два, три ќе потрае, за жал 15-10 степени пониска од денешнава температура. Така. Веќе втора декада на мај имаме, еве го повторно стоплување и конечно топол бран кој што би Ке си требало да потрае, потрае, веројатно. да, и втора половина на мај. И стабилизирање на времето. А не знам колку се сеќавате, ланскиот мај пак беше прогласен за најтопол мај од 1880 година како се Не го прават памтам, не ми метеоролошки мерења. Имавме и баш во метеото според НАСА. И сега ќе видиме овој мај како ќе се покаже. Но добра всушност лани и март и април и мај беа едно по друго најтопли од како се вршат метеоролошки мерења. Но добра работа е што овој март исто скоро имаше сега информација. Е втор по топлина, да кажем. Втор најтопол, што значи беше топол месец. ланскиот беше најтопол, ово е Втор најтопол. Да, но добро е што идеме сепак надолу, не е она цело време да иде нагоре, тоа е една добра работа. Сега ќе видиме овој мај како ќе се покаже, дали ќе биде потопол од ланскиот, не верувам, ама се Дали можно. конечно може да ги затвориме и заклучиме во гаражи во поудруми зимските облеки? Јас веќе Јас ги тргнав, меѓутоа- ама дојде заладувањето, да. Апсолутно. Не, минатиот петок, баш Да. оние мразови кога беа, Да, имаше големи штети по земјоделските култури, беше на вистина студено. Како за овој период од годинава имавме 10 дена однапред предупредување, но не знам колку имаат услови луѓето кај нас да се заштитат. И се толку ниски нормално. Не очекуваме сепак мај не изненадува до толку, но реков понеделник, вторник, среда ќе имаме освежување. Сепак многу пониски во споредба со овие денес сутре. А да се Иренче- освежиме ние сега со коктелите? Иренче, сведок си Може. на многу интересни ситуации зад камерите. Момци од Прескани се разиграни. Може Супер, некоја Happy ајде. Birthday песничка да ни пуштат во Режија, ако продолжение. може, happy birthday. Конечно да запалиме свеќа за нашата торта. Така е. Ајде, ве чекаме. Или да си ја Среќен ден. Таму оди нешто. Таму на англиски. Ајде, што ќе дуваме. Ајде. Сега ние ќе си ја испееме и ќе си Ајде. ја... Марче вака, одозгора. Ето А падне, Па ако ваljda нема падне... да се запала. Јас се изгорев. Роден ден наш, среќен роден ден наш, среќен роден ден, утринска на Телма. Режија! Среќен роден ден наш. Да сме живи и здрави. Да здравје. Аз сакам да А, јас сакам да... Ама сите одеднаш. Да. Значи, три и кога ќе кажам тогаш. Замислете си по една жилба, ве молам. Да траеме многу долго. 101 јазат. А, ајде, 3. 4. Благодариме што е многу заеднички моменти. Благодариме за изминатава убава, успешна, прекрасна година. Заеднички вака да си ја споделиме оваа убава енергија, ќе продолжиме понатамо, единствено бидете само за оние телевизиски премници да си славиме вака секогаш и да се имаме и радуваме на убавите. И Ма не солена знаеме меза. што прво ќе јадеме. Марија ве очекува во новото издание на 0M+. Не заборавајте да бидете сутринска на Телма се до 12:30 и многу ви благодариме што оваа измината година бевте нашата верна и лојална публика на која што ние секојдневно се радуваме. Бидете и Апсолутно. понатаму со нас, останете на Телма. Се разбира. Здравчан, чао.